Добро дојдовте назад, утринска програма Добро утро секое утро. Продолжуваме како и секој вторник, точно во 9 часот и 40 минути или после флеш вестите, гостувањето на професорот по трудово право Лазар Јовевски. Добро утро секој утро и за вас, професоре. Добро сте, дома сте, ги почитувате мерките. Добро утро до сите, добро утро до вас во студиото. Добар сум и ве очекувам да се вклучам. Да. Денеска малку поконкретно ќе зборуваме за последиците, за мерките, но и за ефектите за ефектите, но и за последиците кои тие ги направија, како се применуваат мерките и кои ќе бидат ефектите, но за како да си ги спасиме работните места. Во оваа ситуација не соочи сите нас, би кажала, затоа што останавме со многу прашања, многу недоумици, но и многу грижи. Голем број од нашите граѓани не одат на работа, нашите деца не одат на училиште, не одат во градинки, не одат на факултет. Со првите мерки за спречување на ширењето на коронавирусот мораше да биде и прекинато работењето на голем број мали и средни предпријатија. Првото прашање за вас, професоре, е како може да престане работниот однос во услови кога имаме вонредно состојба? Па добро, всушност ние се бориме сега на два фронта. Едниот фронт е оној кој што е во делот на здравствената заштита во однос на превенцијата од ширењето на коронавирусот од една страна. Меѓутоа, од друга страна, нашата битка е на полето на економијата, на сочувувањето на работните места и овозможување на одредена економска стабилност која што би требало да во овој период од 2 до 3 месеца во кој што ќе се бориме со коронавирусот, да всушност овозможи еден колку толку нормален и непречен економски развој и достоинствен живот на оние кои што се во работен однос, односно сочувување на нивните места и одредени примања кои што ќе им овозможат за овој период да имаат еден нормален живот и нормално да имаат она потрошувачка моќ, да помогнат и на тој начин во рамките на економијата. Всушност, во овој период, ако зборуваме за ефектите, последиците во однос на мерките кои што се презедоа, секако низ призма на економските мерки, тогаш јас би издвоил 3 клучни уредби кои што ги донесе владата, уредби со законска сила, а се однесуваат на оваа област. Едната е во однос на помош на работодавачите во износ од 14.500 денари кои што како финансиска помош ги дава државата, втората е во однос на субвенционирање на придонесите до 50% и третата е она уредба која што се однесува, а е круцијална и суштинска во однос на јавниот сектор, односно во однос на додатоците на плата, во однос на одредени други надоместоци кои што ги примаат вработените во конкретниот јавен сектор. Значи, имаме сет на мерки кои што се однесуваат од една страна на стопанството, од друга страна пак на јавниот сектор. Тоа е една сега да речем правна рамка во која што се движиме и во која што ги гледаме последици. Ако почнеме од почеток, односно да го видиме стопанството што се случува, всушност во овој период имавме доста дилеми. Самите уредби имаат одредени работи каде што беше кажано, но недокажано. Речено, недоречено, што вели нашиот народ, и тоа на крајот резултираше со голем број на измени. Уредбите се носеат, па за ден-два гледаме измени, па излегуваат со едно толкување, па со друго толкување. Имаше многу прашања и кај стопанствениците, и кај работниците, но и кај нас во стручната и научната јавност во однос на одредени прашања и дилеми кои што ние ги гледаме чекор понапред, а кои што потоа се јавуваат во пракса. И тоа се потврди во однос на самиот износ на тоа што значи 14.500 денари. Повеќето сметаат дека 14.500 ќе биде помош која што ќе ја даде државата во однос на оној нето износ, па потоа работодавачот да додава во однос на придонесите. Всушност, како и да го гледаме ова прашање, сега испадна дека 14.500 е всушност еден износ бруто во кој што би требале да влезат и придонеси, па дали работодавачите ќе ги намалуваат сега платите, не сега да се јави една одредена конфузија. Од друга страна, овие мерки не се однесуваат на работодавачите и управителите, потоа се донесе измена на уредбата и сега се однесуваат и на оние кои што се основачи на компаниите, кои што се работодавачи, кои што всушност имаат, кои што беа претходно исклучени, и во овој аспект добро е што се прифатија одредени сугестии кои што ги даваше и стручната и научната јавност, но и самите граѓани, да се офати, да се зголеми офатот на луѓе во однос на тоа на кој што ќе се однесува уредбата,
за 14.500 денари каде што ќе може да се искористи од страна на работодачите. Има голем број на проблеми во однос на документацијата. Значи луѓето не очекуваа толку да се формализира сега во овој период кога е ограничено движењето, како што кажавте вие, каде што не се излегува надвор, каде што некој не може толку брзо со онлайн платформи да оперираат и така натаму. Така што сега и во тој дел имаме одреден застој. И третиот аспект, се зборувам од формален аспект во однос на оваа мерка, во однос на оваа уредба, е оној дел кој што се однесуваше до кога треба да се задржат вработените и она фамозно делче каде што вели дека парите ќе треба да се вратат во износот до 50% ако компанијата до крајот на годината нели покаже добивка. Во однос на првиот момент за задржување на вработените се појавуваат, еве ја ќе изнам во овој момент со оглед на времето колку ни дозволува, две потпрашања. Првото е што ако не одреден вработен сам даде отказ, дали во месец април денеска, да речеме дојде Евроден и каже јас сакам да си заминам, веќе работодавачот аплицира за одредена мерка и што за оние вработени на кои што им завршува работниот однос на определено време, ги има такви кои што во месец април и во месец мај ќе им заврши договор за вработување, работодавачот да претпоставиме дека нема намера да го продолжи договорот за вработување. Што во однос на овие вработени, дали тоа ќе значи намалување на бројот на вработени? Тука, според мене, не би требало да се смета дека станува збор за намалување на вработени, бидејќи нема одредена согласност на двете воли, и кај работникот и кај работодавачот, односно пред се кај работодавачот да се намали бројот на вработени. Значи, работодавачот не може да сноси одговорност и да трпи штетни последици ако некој вработен дојде и сака да замине од работното место. Тоа не е инициирано од работодавачот и тука не би требало да биде ставен во понеповолна положба, односно да не може да користи 14.500 денари, велам ако ова се случи во април и мај, и секако исто така и кај оние на кои што им завршува договор за вработување, а работодавачот едноставно нема потреба да го продолжува договор за вработување. Такви ситуации има во пракса, да знаете, и всушност по однос на овие дилеми мислам дека тука треба да се изгради еден консензуален став, да нема разногласие во однос на овие два аспекти што би како би се применувало и како би се толкувало редот. Овие две уредби за стопанството, што се однесуваат во делот на придонесите и во делот на финансиската помош од 14.500, една со друга се исклучуваат. И ова не е добро, затоа што сметам лично дека тука требаше да се направи еден, би рекол, исчекор повеќе, да се дозволи да работодавачите можат да ги користат и мерките во однос на 14.500 финансиска помош и во однос на субвенциите. Во овој контекст тоа би било според мене едно многу подобро решение, каде што работодавачите особено ќе се стимулираат да ги задржуваат работните места, ќе бидат охрабрени и ќе можат во тој дел да поинаку да функционираат. Секако многу други работи можеше побрзо, поефикасно, понавремено да се реагираат. Некако работите ги решаваме во тек, што од една страна е во ред, меѓутоа од друга страна покажува дека се нема поширока стратегија и визија во однос на тоа како и што понатака треба да се менаџираат економските прашања и сочувувањето на работни места. Што менувате вие уредба од денес за утре, носите денеска утре веднаш менувате, тоа покажува дека или брзо плето сте ја донеле, или не сте се консултирале со луѓе кои што ја разбираат оваа област, или не сте имале визија во однос на тоа во која насока ќе се движат работите. Нешто од тие мора да е, така што има големо незадоволство во стопанството, тоа лично јас што го знам од тоа што ги слушам дискусиите и на вашиот медиум и во други медиуми, значи има во одредени аспекти отпор во однос на тоа што мерките не се целосни и нема да постигнат цел. Професоре, мерките се согласивме дека се малку задуснати, не се целосни, а постојано се и коментарите, жалбите, поплаките и грижата на самите граѓани. Што со оние мали бизнеси треба да ги затворат, клучна врата веќе ставија, фабриките затворени, работници масовно се отпуштаат од работа, а меѓу останатото велат што е со месец март?
ние за месец март немаме плата да им дадеме на работниците, некако како да го изоставија месец март во овие мерки, а на терен, затоа што знам дека постојано сте во комуникација од вашата стручна афела и вие постојано, нели, ова тема не засега сите нас, така па и вас, професорите, а посебно овие економски мерки кои би требало да бидат стимулација за секој граѓанин, за секој работник, за спас на работните места, но исто така имате и дел на оние загрижени граѓани што сведоци сте и самите вие дека има злоупотреби. Кои злоупотреби се во пракса? До сега има, до мене допреа доста злоупотреби, значи прво неразбирање, недоразбирање во однос на самата примена, што значат уредбите, во кој обем, прашања под прашања во однос на вакви реални практични ситуации кои што се случуваат. Потоа има ситуации каде што се склучуваат спогодби, затоа не само јас, ја можеби меѓу првите сега меѓутоа има и веќе и други од трудовиот инспекторат и други гледам и адвокати, и синдикати, се јавуваат и така натаму, кои што апелираат во однос на овие спогодби да внимателни бидат вработените, односно да не веднаш пристапуваат кон потпишување, меѓутоа во пракса се случува да работодавачот во помали компании најчесто е тоа, ги уценува вработените, ги малтретира, потпишува спогодбата, потоа им вели потпишува за да земеш 7.000 денари што ги нуди државата ако останеш невработен и така натаму, што всушност не е тоа се губи целата поента. Ова е во делот на стопанството има доста турбуленции, имаше аспект долго време, иако јас зборував уште пред повеќе од 2 недели и кај вас на вашата телевизија, но и во рамките на социјалните мрежи, дека всушност на располагање на работодавачите им стои една моќна алатка, а тоа е употребата на член 112 став 7 во однос на виша сила. Се чини дека дури последниве денови некако почна тоа прашање повеќе да се актуализира и беше спомнато од одредени луѓе кои што го посочија, така што јас се радувам ако се најде и вистинско реално решение. И за едната и за другата страна да дојдеме до вин-вин ситуација каде што и двете страни ќе бидат задоволни, и работниците и работодавачите. Да не заборавиме дека во оваа ситуација најнапред треба да ни се помогне на работодавачите за да успеат да ги сочуваат работните места. А не ние да даваме на оние кои што ќе останат без работа да ги стимулираме еве пари бидејќи сте без работа. Борете тоа, меѓутоа најнапред е да се превенира таквата ситуација и случувањето на отказите. Имаме голем број на откази во најава и многу луѓе очекуваат што ќе биде со уредбите, како ќе се применуваат, тактизираа малку работодавачи, така што во однос на пак ова што рековте во однос на март месец апсолутно сметам дека треба да се земе во предвид и март месец, особено во одредени сектори, како што е туризмот, како што е угостителството, како што се некои други сродни гранки кои што беа најповеќе погодени и на удар од оваа криза. Токму во месец март они ги затворија своите бизниси, своите ресторани, кафани, што кога се донесе онаа мерка за да не може да се собираат граѓаните во рестораните, во кафулињата и така натаму. Што се однесува пак до ова на почетокот што го спомнав едно друго прашање, не би сакала да останеме должни, ако дозволувате, да споменам во однос на уредбата која што се однесува за јавниот сектор. Многу важна уредба, бидејќи засега огромен број на вработени, исто така над 100.000 граѓани, а во однос на тоа да се стави мораториум на исплатата на додатоците на плата и одредени други парични надоместоци кои што се поврзани, кои што се плюс во однос на онаа основна плата која што имаат работените во јавниот сектор. Во овој дел морам да ви кажам дека има големо незадоволство. Одреден број на вработени во јавниот сектор, во државни институции, во локална самоуправа и така натаму, ќе дојдат до намалување на платата од 30%. Некој помалку 20, 15, 10 да не цитираме, меѓутоа одреден број на граѓани, а не мал број, ќе бидат дури засегнати со 30% на намалување на плата, особено оние кои што се повозрасни, кои што имаат подолг стаж на вработување и кои што се во онаа група, би рекол, над 50-55 години старост, кои што се многу чувствителна, ранлива група на граѓани и на пазарот на труд и генерално во самото општество. Зошто го зборувам? Затоа што придонесите во однос на додатоците на плата во однос на стажот
се вели дека нема да се исплаќаат во однос на прековременна работа во ред, ајде тоа е разбирливо во однос на пример ако ги земе работените во образованието, во основното, во средното за класен час и така натаму во ред, не се држи. Меѓутоа, според мене е круцијална грешка тоа што додатокот кој што се однесува на стаж всушност се чепна, се допре. Овој дел не смееше да се допира, не смее според мене да се допре на граѓаните, на вработените во јавниот сектор, бидејќи на тој начин всушност удирате во целиот нивен, би рекол, историјат на работење на работното место, во целата нивна кариера. Тоа не треба да го гледаме како нешто што ние како државата или кој да го дава како бонус на вработење. Тоа не е таков тип по својата природа на додаток на плата. Тоа е нешто кое што е изработено, кое што е заслужено, кое што е по сила на закон. И во тој дел не смееме да чепкаме. Исто така се спомна и професоре, само да ве прашам нешто со оглед на времето што го имаме, кратко, концизно. Да, има ќе ни бидете секако идниот вторник гостен повторно, ќе ги разложиме убаво сите мерки донесени од владата, дали се целосни, дали се нецелосни, кои се опфаќа и кои не. Но само да ве прашам за тоа што ќе најавам и гостување од насилство врз жените со оглед на тоа што постојано сега затворени дома живеат тие со своите джелати, за жал. Меѓу останатото вели дека оваа посебна ранлива категорија е тотално изоставена од мерките, каде тие за старт на утрешното па гостување нивно и заштита на жените од семејно насилство, каде тие да се обратат? Како совет од вас, па ќе зборуваме поконкретно секако идниот вторник за останатите мерки. Вака, видите, во однос на ова прашање кое што го поставувате, иако можеби не е директно трудово правно, јас лично како професор исто така по антидискриминацијско право, морам да ви кажам дека ова не засега сите и преку вас сакам да упатам еден апел до сите семејства, до сите мажи во Македонија, до сите жени. Значи, немојте вакви работи да правите. Дајте луѓе да излеземе од оваа ситуација во однос на семејното насилство. Не се покажува машкоста на тој начин. Значи, жените кои што се жртви на семејно насилство имаат голем број на SOS телефони, имаат оние шалтер домови куќи каде што може да се тренат, меѓутоа во оваа ситуација на ограничено движење. На вистина се случуваат дури и убиства во семејства и така натаму, што покажува дека овој аспект на создава одредена нервози, психози кои што се па дури и социопатски однесувања кои што допрва ќе испливуваат на површина. Затоа е многу важно преку работата да се човек реализира, доколку не може да оди на работа, има ограничени аспекти во однос на работното место, седи дома и работат од дома луѓето, тогаш мора да се наоѓаат и одредени други аспекти кои што ќе значат еден избалансиран пристап во текот на денот. Психологијата на трудот е многу силна работа и тука сега тоа е посебна тема, не би навлегувал со оглед на времето што го имаме. Меѓутоа, може да се обратат до овие центри кои што се до SOS телефоните, да побараат заштита. За жал, дури и полицијата во некои ситуации не реагира соодветно затоа што смета тоа се семејни работи, семејни нешта и по многу не секој пат, многу некои ситуации слушнаме секако од нив како што убаво би било да слушнаме и од ваша стручен аспект каде тоа би можело да се опратат. Ви благодарам, професоре, секогаш темите се непресушно извор за нели плюс прашање како додавка. Имам уште мал милион прашања за вас како да се ги спасиме работните места, но останува темата да ја разложиме повеќе идниот вторник. Ви благодарам за денешното ваше гостување.